Јас сум Марија Весова, вие гледате утрински брифинг. ВМРО ДПМНЕ уште од подамна си направила шнит како да му ја скрои капата на првиот меѓу еднаквите во собранието, таа сега е во подготовка на свилен гајтан околу неговиот врат. Сега желбите се легитимна работа, некои желби може и да се остварат. Гостин во студиото ми е Ели Панова, која што е заменик координатор на ВМРО ДПМНЕ во собранието. Добро утро. Добро утро. Се добива впечаток дека многу тешко ви оди комуникацијата со господинот Џафери. Дури некогаш ќе најдете заеднички јазик со СДСМ, ама никако со собранискиот спикер. Што е тоа толку што не можете на една заедничка бранова должина, барем на професионален план да се најдете со спикерот на парламентот? Секоја една комуникација може да се одвива на едно завидно ниво, доколку се разбира има основни услови за тоа и доколку истото не е испровоцирано. Меѓутоа, еве, сведоци сте дека во изминатиот период, она што се случува во собранието ескалира. Имено, ако во Република Македонија веќе повеќе од една година имаме прогласено 4 кризни состојби, по објавувањето од страна на опозицијата предводена од ВМРО ДПМНЕ дека ќе направи една нова акција која што ја нарековме активна блокада во собранието, ќе видите дека во овој изминав период можеме слободно да кажеме дека имаме прогласено една нервозна состојба во собранието, ако би можела така да ја кажам, која што се одвива во етапи и која што кулминираше пред повеќе од една недела и таа кулминација се уште стои во својот. Но таа нервозна состојба, пак ќе речам, не е толку кај социјалдемократите во односот со вас, колку што е во тие релации меѓу претседателот на собранието и вашата претеничка група. Кога некој ќе се фати како греши, како не спроведува деловник и устав, нормално е да има нервоза. Ние сме тука да опоменуваме и да кажуваме за секое едно прекршување на деловникот, на уставот, на законите, меѓутоа кога некој сака да спроведе самоволие, а во меѓувреме да спроведе и одредени законски решенија кои што, верувајте, не се поволни за граѓаните на Република Македонија, бидејќи имаме катастрофа од владење на актуелната власт, тогаш ќе сватите и зошто е таа нервозна ситуација и зошто така ескалира во последните Кога реков во најавата му подготвувате свилен гајтан околу вратот на претседателот Џафери, мислам на интерпелацијата. Вие ја најавивте вчера таа интерпелација, собирате подписи, ама да се разбереме, тоа е еден процес, вие не можете денеска веднаш да ја лупнете и во собрание, туку бидејќи сте и правник, нели? Така. Знаете дека за тој список да се финишира, потребни се аргументи, да се образложение и така, значи ќе ви треба малку повеќе време додека го натокмите. Толку многу списокот. аргументи имаме кои што можеме да ги наведеме, што истата можеме да ја поднесеме и веднаш. Односно не е потребно размислување, само ако видите што се дешава во собранието еве изминатата недела. Подписите на пратениците се неспорни, значи тие се тука, ние веќе еднаш имаме поднесено интерпелација, меѓутоа за жал таа се најде во некоја од фиоките очигледно на Џафери. Се надеваме дека истото нема да се случи и со оваа интерпелација и затоа сакавме да одиме етапно и да одиме чекор по чекор, најпрвин со поднесување на барање до Комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни прашања. Кога што сватив Минов, председателот на комисијата, веќе синоќа ја закажал седницата за 6 јуни, така? Значи има тоа одредени членови во деловникот кои што налагаат од страна на председателот да ја свика оваа комисија. Ние пред повеќе од 10 дена испративме писмо со материјал до председателот на оваа комисија и побаравме, бидејќи 1/3 од членовите на оваа комисија го побараа нејзиното свекување, тој е должен да ја свика. Меѓутоа, дали ќе отпочне со расправа по оваа точка, оваа комисија останува да видиме. На 6.6 е закажана расправата. Се надевам дека ќе се одважи, дека за разлика од многу други ќе го осуди однесувањето на Талат Џафери во собранието и на крајот ќе донесеме одредени одлуки кои што значат
поради прекршувањето на членот 14 од етичкиот кодекс, ќе донесе одредени мерки кои што се, например, јавна опомена, тоа се тешки повреди на етичкиот кодекс, јавна опомена, понатаму имаме суспензија од членување од работно тело во трајање од 1 месец или забрана за преседавање со работно тело. Сето тоа би било во прилог на интерпелацијата која е веќе ја поднесена. Да се разбереме, интерпелацијата во секој еден парламент е многу легитимна работа, тоа го прават и парламентите со подолги демократи. Меѓутоа има тука една ситница, ја само да прашам. Како ВМРО планира да ја спроведе интерпелацијата во собранието кога се знае однапред распоредот на силите во парламентарниот дом? Јасен е распоредот на силите. Јасен е и патот на интерпелациите кои што ги поднесуваме во изминатиот период. Ако видите една ретроспектива и на тоа колку интерпелации имаме поднесено досега, односно за многу министри кои што повеќе не се министри, се заглавени во лавиринтите на собранието и никогаш не осамна пред пратениците, односно да може да расправаме по истите, ќе сватите каков ќе биде патот и на оваа интерпелација. Меѓутоа, верувајте, доколку имате малку дигнитет, достоинство, и ако треба да бидете прв помеѓу еднаквите и навистина со еден кредибилитет да ја работите својата работа, тогаш веројатно би ја ставиле оваа интерпелација на дневен ред, па да се види како ќе одлучи мнозинството. Инаку едно понижување такво какво што се случува во моментот во собранието не е дозволено и верувајте дека не име мило ниту на пратениците од власта, на пратениците од помалите политички партија, ниту и на пратениците од опозицијата. Се надевам дека ќе разговараме, ќе видиме многу работи, па и да видиме како ќе се одлучат да гласат. Можно ли е овој обид за интерпелација да е само една алатка на опозицијата, односно на ВМРО-ДПМН, во отпочнување на процесот на вашата огромна желба на предвремени парламентарни избори? Легитимно е. Видете, Талат Џафери е иноваторот на молчењето во собранието. И сега, ако некој кој што правел филибастеринг во собранието и кој што се однесувал на одреден начин кој што му го дозволува деловникот, тогаш сето тоа што содржи деловникот ни дава на нас легитимно право да можеме да го правиме во собранието или да алармираме на македонската јавност дека тесно мнозинство, нелегитимна власт, премиер кој што никогаш не е избран од народот, катастрофална ситуација во економија, 4 кризни состојби, ни даваат доволен легитимитет нам да се бориме на сите расположливи начини да дојдеме до предвремени парламентарни избори. Знаете, кога ве слуша човек и од власт и од опозицијата за аргументите зошто завчера требало да се затвори, односно не требало да се затворат портите на пленарната сала. И едните и другите имаат логика во тоа што го зборуваат, а тоа е дека има право според деловникот, нели, да се побара поединечно изјаснување на секој од претениците за одреден Меѓутоа не закон. стигнавме до таму. Сега, прашањето ми е следно. Значи, ако се согласуваме дека има право, каде тука повредена процедурата? Предпоставувам, се извинувам, предпоставувам дека има некои чекорчиња овде што вие сметате дека не се испочитувани. Вака, пред да се отпочне со расправа се носи еден дневен ред. Дневниот ред е усвоен од страна на мнозинството на пленарна седница. И после усвојувањето на дневниот ред, председателот на собранието одлучи да предложи, согласно член 78 став 2, да предложи да се расправа по точка број 13 од деловниот ред. И почнавме, тоа беше законот за сметководствени работи. Беа пријавени поголем број на пратеници, беше исцрпен редоследот, односно семејниот збор. Завршивте со таа точка. И завршивме со таа точка. Го искористивме истиот механизам кој што го искористи претходно Талат Џафери, со тоа што координаторот на нашата пратеничка група, согласно истиот член, на истиот начин, со поддршка од страна на 10 пратеници, предложи наредна точка да се разгледува точката за извештајот на народниот правобранител, која што е на дневниот ред број 1, туку друга. Таа што е прва. Ние баравме да биде таа што е прва. Бидејќи Талат Џафери почнува да ги вади законите кои што се разгледуваат следно како лото топчиња. Добри, понатаму? И сега, откако
го даде тој предлог од координаторот, Талат Џафери воопшто не го стави истиот на гласање, односно бидејќи нема кворум во пленарната сала, тој мора да ја прекине седницата. Наместо да го направи тоа, Талат Џафери премина веднаш на точка број 14, финансирање на финансиски тероризам или така нешто беше точката, каде што ги нареди да се заклучи салата, за да може да го преброи бројот на пратеници кои што внатре се наоѓаат, за да бидат пријавени на дневен ред. И сега, за јавноста кои што не упатени не треба да бидат пријавени за збор. Во сите овие детали. Кажете ми, по секој закон може да се побара да се затвори салата или има одредени закони со одредена тежина каде што може да се бара поединечно изјаснување? Ниту во еден член од деловникот не е предвидено да се бара затварање на вратите за да се преброи број на пратеници за пријавување на збор по точка на дневен ред. Значи, единечно, имено, согласно член 97, став 4, единствено тогаш се може да се бара поединечно гласање и тоа е само ако предлогот, тоа кога се гласа за одредена точка, само кога предлогот за кој што се гласа добил до 5 гласа повеќе или помалку од потребниот број на гласови за негово донесување. Само тогаш, по барање на некој од пратениците, или од страна на председателот на собранието, само тогаш може да се бара поименечно изјаснување. Значи, до тоа не ни дошло, значи ние само се пријавувавме за збор за дневен ред, кренавме сите рака, дел од пратениците беа надвор од салата и додека да влезат внатре, вратите беа заклучени. Тоа не се случува прв пат, за жал. И добро, вие сакавме на овој начин, во вашата интерпелација за сите работи само што да ги алармираме забележувате дека ова е кривично дело. Сега тоа сакам да ве прашам. Ова е Вие цело време вчера на председнички прашања рековте дека ова може да биде кривично дело по кривичниот законник член 140 став 3 и 4. Противправно лишување од слобода. Така, вие сте правник, многу добро ви е познато. Може сепак ова да има издржани аргументации за да се покрене обвинение, кривично обвинение, или е само повеќе така во делот на декорот на ако знаеме како функционира обвинителството, ако знаеме како функционира Уставниот суд и кои све се уставни судии во Република Македонија, ако видите дека пред неколку дена беше одбиена барањето за уставност на разрешувањето на Фадил Зандели од член на Комисијата за избори и именување, тогаш ќе сватите дека всушност не можеме да очекуваме дека ќе се постапува по една ваква кривична пријава. Има штоф да се поднесе кривична пријава за противправно лишување од слобода. Ако се случи тоа што вие велите и обвинителство и судство е така како што е со тие 8% недоверливост, ама добро, тогаш поднесете го тоа што го планирате, па тогаш ќе имате повеќе аргументација кон ова што овие денови во исто време ние не можеме да постапиме со све. Во исто време имаме премногу, ние поднесовме една кривична пријава. Знаете кога доаѓаше тогаш една пратеничка во скафандер и поднесовме кривична пријава. И знаете што се случи? Беше рекордно за кратко време одбиена. Во рок од 5 дена имавме веќе известување дека оваа кривична пријава е одбиена. Меѓутоа, видете, одредени дела не застаруваат така брзо. И затоа да оставиме простор и да оставиме време на опозицијата да располага со инструментите со кои што треба да располага. Мислам дека во наредниот период ќе биде доста интересно, бидејќи навистина е жално да оставиме граѓаните на Република Македонија да се соочуваат со целата оваа национална катастрофа, а ние да не реагираме на било каков начин. Или, мака во друштво кога зборуваме, вели кога немаш да гледаш дома добар филм или кога кинопроекциите надвор не ти се бендисуваат, знаеш дека со сигурност парламентот нема да те разочара. Ке стигнеш дугме на собраниски канал, ќе го видиш тоа што го очекуваш да го видиш во комуникацијата меѓу парламентарците и така ќе ти биде убаво пополнето времето. Вас ве гледаат претедниците и дома семејството, пријатели, блиски, комши. Како
Бараат ли да им објасните што е тоа што се случува таму? Толку е тешко таа меѓусебна комуникација да се одржи на едно ниво кој што е цивилизацијско? Знаете како, јас најголем проблем имам да им објаснам на моите деца. Јас имам син кој што е 13 години и керка кој што е 7 години. Во општество тие почнуваат да учат одредени работи за тоа какво државно уредување имаме, каде работи нивната мајка, што работи и така натаму. И кога разговараме за тоа што е демократија, бидејќи ние треба да бидеме парламентарна демократија, замислете едно 13 годишно дете ми поставува прашање дали всушност ние навистина имаме демократија во државата. И што И јас кажувам, мама кажува дека веројатно станува збор некој за автократија, за плутократија, за деспотизам, за тоталитаризам, меѓутоа за демократија не. Бидејќи детето не ви вика па мама и вие и ти таму работиш, треба да се избориш за таа демократија и за меѓутоа како пратеници ние го црпиме легитимитетот од граѓаните кои што не гласале. И начинот на нашето однесување соодветствува со нивното размислување. Навистина ги жалам пратениците кои што се од власта и кои што си одат во нивните места на живење и кои што кажуваат дека молчат покрај пцовките од страна на председателот на собранието, молчат за кршењето на уставот, на двете страни на тежнува, не и на едната ни на другата страна, вака ги гледаме работите и убаво може да се види од... Видете, ако се веќе карактеризираме како демократија и ако веќе почитуваме деловник, тогаш ние имаме право да го правиме се тоа. Ако видите и во нашите соседи, во одредени моменти кога има такви кризни состојби и такви тешки прекршувања на устави, закони, деловник и така натаму, и тие реагираат на одреден бурен начин. Ако видите дека од едната страна не можете да водите диалог со некој кој што е разумен и кој што се однесува етички, морално, културно, тогаш ќе видите дека единствениот начин на кој што морате да се однесувате е исто како што се однесува тој. И далеко од тоа дека треба и калашникови да се носиме во собрание. Апсолутно не. Знаете што на 18 јуни вие закажавте еден голем митинг или протест. Пошто има разлика меѓу митинг, ако е митинг тоа е само партиски, ако е протест е нешто друго. Ние протестираме, односно ако видите поубаво во изминатиот период имавме реакција од страна на сите фели. Имаше незадоволство од синдикати, имаше секојдневно излегување на протести и покажување дека оваа влада е најнеспособната влада што некогаш постоела. Значи, одговорите ми митинг, имам за уште ве прашувам. Митинг или протест? Сите ќе бидат присутни, поканети се сите граѓани на Република Македонија. Ова доаѓа во време кога ние подготвуваме во јуни, нели очекуваме што Франција ќе каже, дали ќе ги крене Бугарија, Софија, дали ќе ги крене рампите или не. И нели мислите дека сето тоа може и да биде перцепирано од Европа и малку поинако отколку што вие сакате да прикажете, нели во јавноста дека ово е протест за уривање на ненародната власт и така натаму, да биде една дополнителна препрека во поглед на тоа Македонија се уште не е созреана. Видете, не знам дали ги следите и најпоследните кажувања за тоа дали воопшто постои некаква надеж да добиеме, односно да биде тргнато ветото и така натаму. Секојдневно гледаме плејада на различни изјави од страна на нашиот сосед Бугарија. Ние како опозиција не знаеме за што се преговара, што се разговара и тоа го кажуваме секојдневно, меѓутоа представниците од власта истото едноставно не го признаваат. Протестот не е поврзан со сето тоа, меѓутоа е поврзано дека не смееме да дозволиме да одиме во амбис и над 70% инфлација, односно задолженост, се извинувам, задолженост на државата е рекордно нешто што може да се деси и да се очекува и мислиме дека со овој протест само ќе кажеме колку не поддржува македонскиот народ, дека е навистина премногу, дека е навистина доста и дека време е да одиме на предвремени. Но како што покажавте единство меѓу двете партии, опозиционата и од власта во поглед на автокефалноста и целиот пат на изодување, може тука да се закопаат секирите во заедничко презентирање на македонската приказна во Европа и меѓу европјаните. Како една опција дека да покажеме дека сме зрели. Доколку беше зрел премиерот да седне на маса заедно со председателот Христијан Мицковски кој што понуди рака, кој што даде 4 тимови
кои што ќе помогнеа во момент на 4 моментални кризни состојби во нашата држава. Видете, ние се живееме во една држава во која што немаме време. Вестите веќе 59-та минута, одамна таму ми мафтак. Ќе беше тоа на одредено ниво, на одреден начин, доколку имавме од другата страна разумен премиер кој што еве е свесен дека не може сам да се справи со цела оваа ситуација. Јас сметам дека овој разговор беше разумен и во поглед на интересите и на едната и на другата страна граѓаните што не гледаат. Благодарам што бевте гостин на поканата.